Здраво, здраво, добар ден, Мундокаст, број 10, четврточна емисија, постполуфинална емисија и емисија во која што, веќе сите содржини на купче ги собираме. Така и некако се навикнавме среда да биде, нели, средина од неделата, но никад последни такви две полуфиналиња заслуживме ден подоцна да биде, за да зумираме, нели, накратко што се случуваше, а и навистина има за што да зборуваме во оваа десетка на Мундокаст. Така, само како подсетување, во овој момент не следите во живо на 4tv.mk, како и кај нашите партнери од регионалните и локалните телевизии, а во живо не пренесуваат Емнет и Вистел. Голема благодарност и голем поздрав и до овие наши медиумски партнери кои се секогаш тука со нас. Така, не треба да ги заборавиме и 4news.mk, sportm.mk, сите оние импресии после емисијата, кратките поенти, таму секогаш се сервираат на нашите љубители, гледачи и така натаму. Така. Полуфиналињата помина, Шпанија, Аргентина, толку извиканата, толку очекуваната Франција ќе мора се задоволи со меч за трето место и за бронза. На англичаните мислам дека и ова име премногу шок играат за било каков медал. Јас мислев дека до четвртфинале ќе догазат. После толку време никад повторно беа многу блиску, но сепак далеку ќе имаат повторно меч за историја, ако судиме по тоа што освоија последниве 5-60 години. Така да очекувавме многу повеќе од Франција, некако бевме навикнати од првиот надпревар на нивната напаѓачка агресија со многу голови, но фудбалската интелигентност на шпанците навистина издоминира. Дури на моменти и прелесно излегува на крај со нив. Го сосекоа Мбапе, го сосекоа Олисе, мада ја мислам дека тука малку и Дешам е крив. Решава во полуфинале да измеша тим, да изненади, мислам дека се изненади сам себе. Овакви и дека самите француски играчи се изненадија кога ги видоа во првите 11 тие што седа на клупа предходно. Ако ништо друго, знаеш што ми е мило ако ти текнува првата епизода, кога почнавме, кога се прашавме кој ни е фаворити, од кого очекуваме да стигне до тронот и до финалето, ти си ја негуваш Аргентина и ја Шпанија. Да. Некако така излезе, иако Франција беше, нели, според букмекерите, прогнозорите и целата фудбалска светска јавност број еден фаворит. Тоа посебно ми е драго што ќе има и наш еден ривалитет во Мундокаст. И она што не се однесува на финалето, не се однесува на битката за медали, ама нешто што прочитав вчера и не можам да го оставам неискоментирано. Општ распад се случува во сенегалската репрезентација, дека хотелот не им бил организиран, не им бил платен, селекторот работел без договор, без надоместоци повеќе од една година, фудбалерите почнаа да пукаат по управата на фудбалскиот сојуз, ама круна на све беше вчера дека никој не знаел дека официјалниот лекар што отишол со репрезентацијата, човекот не бил по општа медицина, не бил ништо, бил гинеколог, бе. Интересно. Податок никад се смешен секако. Да, ма гледаш како една репрезентација во ваков хаос игра светско првенство. Тоа е тоа, од африканците се може да очекуваме, и ова не може да ни изненади. Така. Дешам гледаме дека ќе се повлече и палката најверојатно Зидан ќе презеде во Франција, но со дрва и камења ќе гаѓаат по Тухел, јас мислам после. Па и треба. Поразот вчера од аргентинците. Па и треба, ти се повлекуваш 30 минути да се браниш, а Англија не си Демократска република Конго и тоа се браниш од Аргентина, па човек некој ќе ти избрца гол. Екипа, репрезентација што го има Меси, ти очекуваш да се одбраниш 30 минути. Се беше чисто вчера, многу луѓе, нели, за Аргентина вака поминува онака. Не знам што против аргентинците, но момците покажаа страшен фудбал, никад може се што да се изнаслушаме и да се изначитаме. Така. Аргентина заслужено во финале, Шпанија заслужено во финале. Англичаните меч за утеха, така да и спас за Тухел, тука нека гледаат, тоа е тоа. Ни тоа нека не земат. Денес имаме супер гости, така, да не изнакажеме се ние сами, така, многу подобро ќе звучи тоа ако ќе видиме трио и тој кога ќе влезе во студиото, така. А во меѓувреме да погледнеме еден краток рекламен блок.
додека се смести Така, и тој во кратко нашето да студио. навестиме покрај гостино денеска кој е врзан директно во фудбалот со младинските школи. Имаме и одличен фудбалски судија од Македонија. Така. Со него накратко и за се она што се случува на терените и кај нас и како тој гледа на светското првенство, но и супер академија која потекнува од шпанскиот Вилјареал, пренесена и кај нас, иако е распространета мрежа во дури 22 земји, така да и Скопје е една од метрополите каде што можат талентите да се брусат, така да имаме богат материјал за денеска. Одиме на кратки реклами. Ќе има слободен удар. О, каков гол! Време е за Кока-кола. Така, нашиот денешен гостин, па нема кој во македонскиот фудбал не го знае, богата кариера и во Македонија и надвор од Македонија, настапи во репрезентативниот дрес, човек кој од спортови следи се, не само фудбал, а моментално како млад тренер веќе почнува да освојува трофеи и во младинските категории во мак фудбалот, пред се во екипата на Вардар, каде што сега е ангажиран Христијан Кировски Джери. Джери, добре не дојде. Добро ве најдов, чести задоволство ми е да ви видам гостин како и секогаш. Джери, вистина ли ова што збори никад дека се следиш? Како се снаоѓаш со рагбито, реци? Да, рагби не. Кошарка, тенис, пратим. Така. Да, други спортови. Можеш никад се. Баш. Да почнеме од тоа што ни е најактуелно, Така. светското првенство. Тебе не те ни прашувам колку имаш време да следиш, затоа што знам дека следиш, дека си апсолутно во тек. За старт прашање, дали си изненаден од тоа кој остана во последните 4 за борба за медали? Дали си изненаден што баш Шпанија и Аргентина ќе се борат за титулата? И дали можевме да очекуваме поинакво финале? Дали сум изненаден за овие 4 што беа у полуфинале? Не. Жал ми е само за Норвешка, одигра едно добро светско првенство. Така. Сакав да дојда до полуфинале да видиме како ќе може да ги измерат силите со аргентинците. Меѓутоа овие 4 мислам дека горе-доле заслужено. Очекував повеќе од Франција, наискрено. Она што го играат французите до четвртфинале, ја искрено мислев дека ќе се прошетаат до финале, наискрено. Таков беше сечив печаток. Да, меѓутоа она што го одигра Шпанија во полуфинале, мене лично ми делуваше како да играат со играч повеќе. Да неутрализираш таква Франција со таков арсенал напаѓачки, да едноставно не може да ти шуте на гол, да не може да ти створи шанса 90 минути толку лесно да добиеш и да имаш шанса за 3-4-0 да ја победиш. Невидено секоја чест за шпанците, за селекторот. Невидена работа. Како би ја искоментирал вчера играта на Англија откако го постигнаа голот? Затоа што не тргнаа на втор, туку решава да се бранат, и тоа се бранат од репрезентација која што го има Меси, која што е актуелен светски prvак. Аргентина прави неверојатен успех што за 4 години второ финал игра, значи ќе има шанса да го брани трофејот, невидена работа.
аргентинците како репрезентација, вака што можеме да пратиме, имаат изваредна атмосфера во самата репрезентација. И мислам дека тоа ги носи. Англичаните, видите сега јас кога си фудбалер малце подругаче гледаш, кога си сега тренерски агол малце подругаче гледаш. Сега сите го напаѓаат Тухел реално со дрва и со камења, зашто се брани, зашто не. Да не забораваме дека тој Тухел исто има освоено, со Челси им освајаше, со ПСЖ стигна и овде до полуфинале, блиску беше, квалификациите многу добро ги помина. Веројатно човекот во моментот мислел така. Му успеа со Норвешка дека ќе се затвори, дека ќе го има рецептот за да помине, погреши, секој човек греши, веројатно и него му е тешко. Измените лоши му беа, дефинитивно Аргентина притисна, неверојатна доминација за полуфинална утакмица од 35-40 минути со толку шанси, невидено, и мислам дека Аргентина заслужено е во финалето, тука нема збор. Така. Наспроти себе, аргентинците имаат на Шпанија или актуелниот европски шампион. Шпанците почнаа некако лабаво во првиот напревар, нели, на почетокот, но потоа си зема под своја палка она баш шпанскиот фудбал, си го истираат докрај. Ке може ли се, иако нели фаворитите, букмекерите очекуваат победа на шпанците, барем 60% е на нивна страна. Колку на аргентинците сега Шпанија ќе им биде пречка до тронот и до враќање нели на истиот. Сега да гледаме малку од друга ангол, да видиме како аргентинците ќе им пасуваат на шпанците, зашто аргентинската репрезентација, она е нешто неверојатно како се раздаваат играчите кога ќе играат од самото пеење на химната до играњето. Тоа е нешто неверојатно. Посебна емоција. Да делува од страна дека како да играат на ура, знае. Така делува на ура, па што биде, меѓутоа они многу добро знаат што играат и како се играни и на своите 100% могуćности додаваат уште 20-30%. Сега е добро за Аргентина што една таква Шпанија со едно такво полуфинале влегува како фаворит. И мислам дека тука е предноста на Аргентина. Факт дека како Шпанија повтори такмицата од полуфиналето, големи им се шансите да победат, меѓутоа од друга страна очекувам таа фаворизирана Шпанија со такво полуфинале Аргентина да го искористи моментот. Шпанците исто така имаат, да не заборавиме, и ден плюс одмор, колку тоа е од искуство како фудбалер, сега и тренер, колку значи тој еден ден на вакви големи. Многу, неверојатно е. Не знаете 24 часа што значат за рекуперација на телото, еден добар сон од 8-9 часа, уште еден тренинг плюс, неверојатно значат за секој фудбалер професионалец, поготово знаете какви тешки првенства имаат. Овие се играчи од Аргентина, збориме за аргентинците што имаат пократок еден период кога што играат премиер лига, ги играат најаките 5 лиги во Европа и колку им е напорна цела сезона и колку им се тешки утакмиците. Меѓутоа, да го ставиме тоа на страна, факт е дека многу значи 24 часа, меѓутоа финале, мислам дека ќе дадат и повише што можат. Тоа го докажале на повеќе пати. Финалето ќе биде битка и меѓу два прилично силни селекторски мозоци, Луис де ла Фуенте, кој што со шпанските младински репрезентации па направи пепел на сите првенства, и тие играчи со кои што освои све во младинскиот фудбал ги дочека еве во сениорскиот, Лига на нации, Европско првенство, еве ги во финале на светско, доминантно, а од друга страна Скалони, два пати освоена Копа Америка, еднаш светски шампион и освоена онаа финалисима кога играа против Италија, тогашниот европски шампион. Шпанците се пример како се работи на подолги стази. Со де ла Фуенте, значи како се работи на подолги, како има план и програма, докажано, го докажуваат преку европски, преку светски првенства, преку резултати. Тука нема збор. Човекот кој што не е превише што се вика за камера, да прашаме некој на улица кој е селектор на Шпанија, можеби и не знаат што се вика, само фацата му ја знаат, нек се експонира многу, а се завршува задачата многу добар тим. Од друга страна, Скалони кога беше селектор и покојниот Марадона имаше нешто против Скалони. Многу лошо беше дочека на тоа селекторско место. Човекот покажува со измени, со добивање на утакмици, со освојување два пати Копа Америка, практично на сите турнири што учествувал ги освоил. И да не забораваме, вчера баш го погледнав стручниот штаб на Аргентина, таму е Валтер Самуел, таму е Ајмар, мислам дека е. Да, Ајмар и уште едно име, доста звучно го заборив, имаат страшен стручен штаб, сакам да кажам, фудбалери кои играле заедно со него, идејата му е таа, многу добро знаат
како се работи, што се работи и ви кажувам, аргентинците имаат феноменална атмосфера. Аргентинците не се под притисок, го имаат освоено светското, не им е нож до грло, ако не освојат дека ќе биде смак света. И јас пак кажувам, мислам дека шансата им е тоа што Шпанија се во моментот фаворизирана, зашто во полуфинале Шпанија не беше фаворизирана со Франција. Сите го очекуваа Франција. Сега е обратно, да видиме како ќе. Едве чекам да гледам. Добро, што може да се очекува кога на едната страна ја имаме најдобрата одбрана со најмалку примени голови, наспроти другата со најмногу дадени голови? И Кога ќе се судрат такви две екипи, како фудбал може да очекувам? мислам дека ќе биде тотален фудбал, дека ќе се дадат и на двете страни, зашто и вчера ако гледаме Хари Кейн 6-7 гола има да е од Белингам 6-7, значи очекува нема упатено шут на гол. Значи нема во фудбалот како и во животот нема рецепт, не знаеме како ќе тргне на преворот, како ќе се отвори и како ќе добива. Може да има брз црвен картон, може да има брз гол, да се смени цела концепција на преворот. Меѓутоа очекувам и од двете репрезентации, поготово од аргентинците, тотален фудбал. Она што е, дали може би една интересна работа што треба да ја спомнеме во успехот на двете екипи е што нивните селектори не се склони многу на експерименти, се знае, си ја имаат во глава едина е сетката. Нормално, ако се случи повреда или нешто, па некој да скокне, да биде вметнат накнадно во тимот. Еве гледаме, например, Германија, Франција против Шпанија, дека тие експерименти многу не вродија со плоти. Дали можеме да очекуваме дека токму по 11 души кои што дојдоа до финалето, дека токму тие ќе бидат главни предводници во мечот за титулата? Па јас мислам дека ќе се задржат. Мислам дека ќе се задржат со истите 11, нема да експериментираат. Тоа им е некоја добитна варијанта, се знаат. Знаете, финале нема многу тактизирање. Дешамп проба, како што кажа и ти во најавата, да смени, не очекував од Дешамп. Дешамп е доста искусен, доста време у француска репрезентација, многу добро знае. Може би очекуваше да им направи некој изненадување, како посвежи нозе, ама не даде ефект. Не даде ефект, а што се однесува до Германија, исто многу повеќе очекував. Нагелсман е доста млад и као тренер, и сега као селектор, он им беше програмиран за подолги стази, меѓутоа не ги оправда очекувањето. Или може би прерано го пуштио. Може би прерано му дадоа шанса, како што викаш, меѓутоа не ги оправда очекувањата на германците, очекувањата се секогаш минимум полуфинале, ако не стигнеш и до финале. Тоа е факт. Джери, живееме во една ера каде што благодарение, среќни сме што имавме честа да го гледаме еден Лионел Меси. Меси е, верувам, твоја генерација. Па реално ли е секој надпревар да ти биде рекорден и на 39-40 години ти така да се однесуваш на терен? Тоа е... Каков е тој карактер, каква е таа дисциплина во играта? И начин на живот? Тоа е начинот на живот, е број еден. Тоа е еден фамилиарен човек. Гледате, нема многу црни дамки за неговиот приватен живот. Главата, мозокот му е фокусиран на фудбалот, знаете, и Роналдо и Меси се луѓе, ние израставме во нивната ера и треба да бидеме среќни, задоволни. Знаеш кој ќе слушнам некој дека го напаѓа Роналдо или дека го напаѓа Меси. Смешно е. Може би е само прашање на вкус кој повише ама не можеме игра, позиција, не величината на едниот и на другиот апсолутно не можеме се оспори. Зашто знаете 24/7 камерите се во нив. Една лоша утакмица, Меси е стар, Роналдо е стар. Дава 2 гола, ова е неверојатно. Знаеш, ќе луѓето се менјаваат кога ќе се бавиш кога не си се бавил со фудбал, кога не знаеш некои работи. Лесно од страна да ги коментираш, меѓутоа кога ќе се стаиш, не е само кога ќе дојде утакмицата да ја гледате. Припремата за саму утакмица, цело светско првенство, припремите за светско, цела сезона претходно тоа е припрема за тоа светско првенство. Не сега само материјата, сликата доаѓаме да ја гледаме. Неверојатно и да се надеваме дека можеме да поживаме уште година 2020 наискрено. Баш тоа ќе те прашував следно, кога сме кај Роналдо, на ова светско многу критики кон него, дека неговото присуство на теренот само ја ослабнува Португалија. Еве сега Португалија има нов селектор Жорж Жезус, кој вели ја од Роналдо не се откажувам, ако он се чувствува спремен. Како ти Роналдо сам не кажал дека крева раце, барем неофицијално, дали мислиш дека Роналдо е со полна 41 година, на првото наредно големо надпреварување веќе тоа се 43. Дали мислиш дека Роналдо со неговиот начин на живот
може уште да ја пружи на репрезентацијата и како ти го гледаш неговото присуство на теренот? Има ли вистина во тоа дека малце ја обременува репрезентацијата моментално? Видите, Роналдо е дојден до ситуација кај што реално многу малце голови му требаат до тие некои рекорди од 1000 голови и секогаш стигнеш до таква ситуација нормално. Ја не верувам дека Роналдо брка рекорди со португалска репрезентација. Он за својата земја ќе даде све. Никој на селекторот на Португалија не му забранил да го стави Роналдо на клупа и да поразговара со него и во моменти да го одмори, да влезе последни 30 минути, не е спорно. Селекторот само одлучува, значи селектор си на држава, не може да ти каже некој ќе ти игра овој, ќе ти игра. Ако он поразговара со Роналдо, веројатно он го сметал дека Роналдо е спремен за стартни 11, дека Роналдо е тој што ќе му даде и заради тоа го играл. Сигурно новиот селектор му беше тренер нели во Ал Насер заедно освоија титулата. Рачуна на него сигурно направени се. Он кажа дека нема да игра во мој последно светско, зашто наредното веројатно ќе има 45, можеби европското последно игра. Ќе го изменаџира на добар начин, доколку е он во нормална кондиција како што е сега да може да го една утакмица да игра, две од клупа да влегува. Ја мислам дека би можело, зашто да не. Со тој начин на живот на Роналдо, со тоа све што ги има покажано и докажано сега, зашто да не. На крајот на кришта мислам дека кога се правеа баш сега некои испитувања дека Роналдо на 41 година спортската спремност на неговото тело е 10 години помлада од реалната возраст. Човекот кога играчи како Робиньо, Роналдиньо, кој што Роналдо феноменот, кој што го достигнаа својот врв и кој што се пуштија на забава, реално, а може да имаат многу подобри кариери од Меси и Роналдо, можеби, човекот улагаше во себе. Секогаш под број 1 му беше рековери, што се вика рекуперација, да го врати телото, спремен за надпревар, тоа му беше животот и не ме чуди дека е тоа така. Не ме чуди покото за него. Меси е некој друг вонземјанин што се вика, он е поише на талент, човекот е таков каков што е, Роналдо е повеќе на работа и треба децава примерно да учат повеќе од Роналдо. Да, Роналдо талент, меѓутоа Роналдо со работа го достигна тоа што го постигна. Так. А дали децава новите генерации ќе може вака да разговарат за 10 години да кажат и селективни сме што живееме во ерата на еден сега Јамал, новиот звезди во подем или пак малку повозрастни како Винициус Жуниор, Ембапе. Ќе можат ли они барем блиску да бидат до оние 36-7 години на ова темпо како сега што налага европскиот фудбал бидејќи пред тоа си во право. Една премиер лига, еден Гвардиола кај што располагаат со огромни буџети, кај што имаат по 22 фудбалери, кај што може секој 3 дена да ротира, што се вика цела 11-ка, па имаат замерки, зашто стварно се многу напорни надпреварите, темпото е бесконечно, да се надеваме. И во Јамал е една звезда во подем, неверојатна, Ембапе го докажува тоа у француската репрезентација и со голови, со све превише голови на големи надпреварувања, игра за големи надпреварувања. Винициус, се надам дека Мориньо добро ќе ги постави и добра екипа ќе има у Реал Мадрид, дека ќе гледаме и дека ќе истрајат што повеќе, тоа подобро за нас. Да гледаш добри играчи и добар фудбал, секогаш е интересно. Колку мислиш дека можеби Англија ја чинеше подобар резултат тоа што Тухел изостави 6 силни имиња, Фоден, Трент Александер-Арнолд, Мегвајер, кој дули кога не бил во клупски јака форма за репрезентација секогаш бил добар, Палмер и сега не ме фаќа за збор, не ми текнува кои се другите двајца, меѓутоа 6 имиња беа во оптек. Наискрено ти кажам, кога некој надпревар гледав, Англија ми искочи стартните 11 на телевизија, влегував на интернет да проверам каде играат играчи. Искрено ти кажам. Самиот резултат ќе доведе до тоа да се каже дека погрешил. Зашто они мислам дека беа спремни после тоа европско првенство, финале, после цело време се тука, како вика Хари Кейн, секогаш сме тука, но никогаш не сме тука. Ќе има бурни реакции, англичаните се разочарани, ќе иде све по Тухел. Некој ќе каже надпревар за трето место, ама за нив е тоа финале. Тухел ако победи со трето место, како и да е со бронза се враќаш дома. Четврто место нема ништо полошо. Си бил до крај, се враќаш со празни раце. И од четворицата ти си единствениот без медал. Без медала, си потрошил и припреми, играчите се уморни,
се враќаш дома како четврто пласиран. Тоа е потешко финале што се вика од самото финале. Да, пошто како викаат, бронзата и златото се освојуваат, среброто се добива. Точно така, се слагам. Една севкупна слика, ако те прашаме, кој фаворит сметаш дека најмногу разочара на ова светско првенство, земајќи ги нели Бразил претходно, Германија, нели раните елиминации, Холандија, кој беа се тука? Или кој најмногу ти остави онака најдобар впечаток која селекција? Факт е дека бразилците можеа подалеку, очекуваат, затоа што Анџелоти има страшна кариера пози себе, но едно е клуб кога секој ден работиш, едно е кога си селектор. Меѓутоа, очекувам многу од бразилците 2030 година. Факт, убеден сум дека ако останат здрави, дека може да стигнат до финалето. Ќе го среди тоа Анџелоти, штета сега што не стигнаат толку и далеку. Они ми се така што не стигна подалеку и очекував и германците. Германците секогаш се тивки, не се превише експонирани, секогаш стигнувале до полуфиналето. Кој очекував поише, очекував искрено од мароканците. Мароко ме разочара затоа што ги гледав на Афричкиот куп, ако го загубија финалето од Сенегал, се работи за една многу добра репрезентација. Ја пратам таа репрезентација, го изгубија финалето, очекував повеќе, многу лош натпревар одигра со Франција. Не ни покуша, не лича на Мароко од претходно. Не лича на Мароко, ми лича на Франција против Шпанија. Ете баш така. Штета, очекував нешто и Норвешка не очекувавме да стигне до четвртфинале. Го имаше надпреварот со Англија, беше многу подобра на моменти и мислам дека норвежаните ќе пружаа подобар фудбал, зборам. Отпор пружија и англичаните вчера, норвежаните ќе пружаа подобар фудбал вчера против аргентинците, убеден сум во тоа. Кога зборуваме еве за Германија, практично како да се чека само моментот кога ќе се официализира Јурген Клоп како нов селектор, исто во клубскиот фудбал еден неверојатно легендарен тренер. Меѓутоа репрезентација е друга приказна. Бидејќи германската јавност најмногу му замеруваше на Нагелсман дека германскиот фудбал и германската репрезентација го изгубиле својот идентитет, во смисла кога ќе излезат на терен, противникот да се стресе, да не знаеш Германија од која страна ќе те нападне и гол ќе ти даде и дека до 90 минута не можеш да се опуштиш со нив, а они не успеа против еден скромен Парагвај тоа да го покажат на теренот. Колку Јурген Клоп ќе може тоа да го врати, да им го врати германскиот фудбал во германската репрезентација. Или само она правилно што важеше, Германија секогаш победува на крај. Некако се изгуби последните 10 години. Мислам дека Клоп ќе им го врати германскиот идентитет. Тоа е сигурно. Самиот начин како ги води он екипите и како се дава. Меѓутоа ќе Клоп ситуација, пошто имаме многу што кажуваат разни приказки за него околу тренинзите, околу све. Доста интензивни тренинзи има во текот на целата недела, значи кога работи на клубско ниво и тоа му давало резултати и во Дортмунд и во Ливерпул. Тоа е факт, ги направи гиганти што се вика. Па и Мајнц од втора лига пето место и ги внесе во Еврокупови. Ги внесе, да, и опстанок кој со најмал буџет исто така мислам во Германија, значи колку ќе може он за една недела, за 10 дена да го убаци тоа во германската репрезентација, ќе видиме. Меѓутоа тоа се искусни тренери, тоа се врхунски стручњаци што се вика и мислам дека сигурно ќе биде подобар од Нагелсман. Тоа сум убеден. Так. Што ни донесе ова светско првенство, Джери? Сметаш ли дека ова историско најголем број надпревари, проширен формат, плюс една елиминацијска фаза донесе повише квалитет или квантитет? Зависи на кој начин го гледаме. Ние сега како мала држава, како Македонија, нели нормално сакаме да има што повеќе учесници за да можеме да се надпреваруваме. И на тие мали репрезентации што се вика мали држави им се дава шанса што не може да се пласира, што беше научна фантастика сега да добијат шанса. Јас сум за да има 64, да има и што направи и тие некои добри резултати и некои изненадувања. Интересно беше, ми се свига што не се игра како порано, толку затворено, да се игра на гол повеќе, се игра стварно отворен фудбал
ми се допаѓаме на светското првенство. Искрено. Поделени мислења имавме од доста наши соговорници Так. и за овие новиве правила, нели, и FIFA правилата со повеќе паузи. Сметаш дека тоа им беше потребно на фудбалерите или на вистина е се за маркетинг и финансиски така касата да се наполни? Да, мислам дека тој хидration break ти ја спремаш екипата за 45 минути, Биелса беше во право. Значи, ние ја спремаме екипата за 2 полувремења, надпреварот се игра во 4 за четвртини. 4 четвртини, као во кошарка. Тоа е факт, зашто имаш 2 до 3 минути одмор. Во тие 2 до 3 минути, ако ти е поспремна екипата, можеби баш во тој период да постигнеш гол, да направиш шанса, било што да се деси, тоа им беше лошо. Тоа е за мене, кажувам лично моје. Ово што се брани да здивне. Да, здивне, ете вчера 4 пати ако го гледате Пикфорд му покажуваше на судијата хидрешен да и вода да пиеме, да и вода да пиеме, да земат воздух, да се договорат да дојдат при себе 2-3 минути, беа стиснати на максимум. Мислам дека тоа е непотребно. А сега ако не се лажам, финалето 25 минути е полувреме пауза. Така Има некоја најава, дали ќе биде тоа така, Да. ќе видиме, и јас прочитав така. 25 Дали е минути има да тоа? Не, се отпиеш. уништува више фудбалот, тоа не е. Баш има околу ситуацијата што ја имавме на пример со поништениот црвен картон за американците. Значи преседан што не се случил претходно, а еве на пример се одржувале светски првенства, се одржуваше во Русија, знаеме кој е председател, се одржуваше во Катар, значи тоа се шеици, моќници, во Германија се одржуваше кај што беше Ангела Меркел. Меѓутоа прв пат имаме вака председател да е во комуникација со FIFA. И он колку и да вика, не, сепак еден човек да прескокне цело тело од 17 луѓе и да донесе одлука. Колку е ова опасно и за наредните светски првенства и се руши, зошто ти е тебе не само судијата, него и варот кредибилитетот му го рушиш. Зошто вар воведувавте тоаш? Како што кажа, преседан од најголеми размери. Нели Америка е демократска држава, Да. Русија се комунистички систем, што се вика. Видовме што и како е, значи неверојатно црвен картон, невиден црвен картон, значи го гази ке му искршеше ногата човекот на Па Мухаремович за истото доби црвен картон во група Точно. и никому ништо си одлежа утакмицата човекот. Ако беше казне 2 надпревара, па да го помилуваат на еден, знаете до некаде може да проголдаш и да кажеш окей, еден надпревар, турнирско надпреварување да не губи 2 надпревари. Црвен картон, да можеш да играш нареден надпревар, јас прв пат со фудбал се бавам и сега 2 години сум тренер и претходно 24 години професионален фудбалер, такво нешто немам видено. Самиот Инфантино изгуби многу поени. Изгуби некој свој кредибилитет. Знаеш, утре треба да кажеш нешто, му кажат Со кое лице? со кое лице, па ти помуништуваш црвен картон. Ама знаете како е, како викаат, само поголема штета им направија. По мотивирана репрезентација дочека, Така во е. репрезентацијата на Белгија 4-1 заслужена победа. Не може ништо да ти помогне. Значи не се под затворени под закриени врати, не се игра фудбалот отворено. Сметаш дека тој момент влијаеше многу во играта на американците? Многу. И не само на американците. Американците не беа битни во тој момент. На белгијанците. Белгијанците беа страшно мотивирани со тој Друго, момент. Видовте и прославата на головите. Така. Друго, јас мислам дека стварно можеби на самите американци влијало негативно, бидејќи цела јавност се крена Така е. да пука и да плука по нив и на тие играчи место во рад и во мир да се спремаат за надпревар, они читаат сега, пошто во 21 век кој е се на достап на дофат на рака, не може да останат имуни кога гледа дека цел свет се врти против нив сега. Точно така. И сигурно дека не им годело. И селекторот сигурно имал сам притисок во глава, од кај да знаеме, не може би Да. он планирал следната утрница да не почне со него. Ма сега му го поништува црвен картон, како дека он ги има решено сите утакмици до тој момент. Да, добар играч, Белоган, така беше? Белоган. Значи, добар играч, ама не толку да зависи американската репрезентација од него. Пример. Так. Се створи фама и мислам дека многу порешно. Да останеше црвениот картон, мислам дека американците има реална шанса да пројдат. Искрено. Така. Пружија добар фудбал до тој момент. Кога сме кај вар технологијата, бевме сведоци за Хрватска што им се случи. Очекуваше ли подобар пласман, да речеме, на хрватите, да не беше можеби тој момент и тие контроверзии околу вар технологијата? Каде што влакното... Да, влакното. А вамо кога удри во кабелот не се осети. Да. Чудни се некако одлуките, знаете како кога си нервираат.
Нервираат кога ги гледаш, кога и после се повторуваат ситуациите, како не може вар тоа да го примети, мене не ми е ясно, поготово за кабелот како удара стварно топката, ваму влакно, ајде ќе каже стварно има Ваму сезор во сигнализира, топката, ваму удара. Ваму не сигнализира. Хрвативе секогаш мислиш дека си спаднети и секогаш се издигнуваат. Штета е за таа ситуација. Мада не очекував многу од Хрватска светско првенство, мене искрено ми делува како потрошена репрезентација. Како да селекторов чекаше да помине светското за да си замине и како да е некој играчи, мислам, Модрич е светски калибар, го има докажано, меѓутоа како да се малце потрошени и мислам дека таму треба една свежа крв, малце промена. Така, па веќе почна двата Сучичи, Вушковиќ, Батурина, полека Да се менјава. Така, едната половина е нели онаа поискусната Модрич, Перишич, па и голманот Ливаковиќ тука би го стел. Меѓутоа другата половина се веќе оние момци кои што утре тие ќе бидат искусните и ќе дочекаат нова една плејада на може ли Хрватска, бидејќи еве од нашиве балкански од ексиу држави во фудбал никој не може да им припари ни во иста реченица практично со нив. Можат ли да го продолжат континуитетот? Сега имаат промена на селектор. Се врати Славен Билич. Славен Билич се врати, одличен селектор, мислам и одличен тренер. Ќе имаат таа промена на генерации дефинитивно. Ако им се случи неуспех, тоа сега ќе им се случи. Значи, за наредно за европско првенство, ако им се случи. Доколку сега го фатат, затоа што е процес стои на сигурно на подмладување ќе идат. Чим Билич доаѓа, ќе сакаат да направат помладување, доколку го фатат сега пак патот што се вика. Повторно на европско првенство, мислам дека у континуитет ќе продолжат. Меѓутоа ако им се случи неуспех, тоа сега ќе биде. Так. А кога сме кај регионот, видовме промена на генерација кај босанците, се пласираа на светското првенство. Дали Босна е најблиску до Хрватска која ќе го следи нивниот пример од нашите тука? Па дефинитивно. Има доста млади играчи кои играат во топ 5 лиги. Мислам дека во таа репрезентација Джеко многу значи, како на терен и надвор од него. Веројатно ќе се пензионира, не знам, они не сакаат да му дозволат. Барбарес направи една добра хемија. Го поминаа Велс, поминаа Италија, да не забораваме. И тоа на двата меча прво губеа па се враќаа. Се враќаа сасвим заслужено. Босанците секогаш беа тука, им фалеше само секогаш еден надпревар само за да влегуваат и порано. Мислам дека се моментално најблиско. Иако сакаме Србија, со тие имиња и презимиња стварно што ги имаат повторно, се навраќаме на муабетот пред 2-3 години исто кога ви гостував. Не може да си го најдат патот никако. Во моментот Босна да. Босна и Хрватска се тие. И Словенија не е на тоа ниво кај што очекувавме дека може да фати исто некој пат, зашто не исто има едно време се пласира европски како беше светски словенци тоа. Да, фатија 2000-та беа на европско, па 2002 на светско, па пак 2010-та на светско, ама еве и они се во таква ситуација, да. Додуша добро, на минатото европско за малце ќе изфрлеа Португалија. Точно. Меѓутоа некако повеќе пропуштаат првенства отколку што успеваат да се пласираат. Некако разговорот полека не движи на кај нас, никад. Само сакам да му поставам едно прашање пред да ја и Джери на пример во клупскиот фудбал навиваме за екипи од Италија, дури и за екипи од ист град, за Рома и за Лацио. Јас сум за Лацио, да регистрира камерата. Италија гигант, 4 пати светски шампион, европски пред само 5 години. Италија 3 светски првенства поред ја нема. На европското после титулата не се прославува. Еве сега се враќа Манчини како селектор, Паоло Малдини е поставен во врвот на федерацијата. Што и треба на Италија да се врати и има ли Италија играчи кои што можат да ја вратат? Јас не знаем, и они сами да не знаат да се пласираат. Жал ми е за Италија многу, пошто од деца пратим италијански фудбал. Јас сум голем љубител на серија. Жалосно е да не ја гледам Италија, знаете како викаат и кого гледаме на светско, ја нема Италија, мора да има место за Италија, тоа е факт дека треба да има место. Ова за Манчини не знам дали е официјално, затоа што денеска прочитав некоја информација дека Пирло е главен фаворит. Ќе видиме. Мислам дека не сум сигурен, да може да е Манчини, ама денеска баш прочитав таква информација. Имиња како Паоло Малдини секогаш се добродојдени,
секогаш се добродојдени и други легенди треба да се уклучат сигурно во италијанската федерација и да ги постават тие патишта, тие темели за да имаат италијанците добри млади играчи. Го имаат еден Донарума, за мене на најдобрите светски голмани, имаат добри деца кои што реално може да ја пласираат Италија и повторно Италија да биде истата Италија, да си седиме пред телевизија да навиваме за нив. Мислам дека наредното сега европско па светско дека ќе фалат. Меѓутоа, да, факт е дека Италија, иако има талентирани фудбалери кои што во домашните екипи играат голема улога, дека сепак видливо е дека тоа е далеку до на Италија, не само што го освои светското првенство, меѓутоа Италија која што во еден момент во нападот ги имаше Тоти, Дел Пиеро, Монтела, Дел Векио, Виери, Инзаги, Лука Тони, значи напаѓачи кои што во серија дава по 25 гола како Марко Ди Вајо не можеа да заиграат за репрезентација. Па и Монтела не играше нешто премногу. Ди Натале на постари години врза две надпреварувања, да. Факт е дека нема такви напаѓачи. И одбраната од на времето Нестака, Наваро, Малдини, Панучи, Матераци, Бонучи, сега Киелини. Сега е да не звучи подценувачки, меѓутоа Палестра, тие се ќе мора да се барат, ќе мора да се работи ако сакаат да се издигнат. Нема плачење, нема кукање. Факт е дека тогаш има стварно многу и лигата им беше многу добра. Со самото тоа што клубовите им освојуваа Лига шампиони, стигнуваа до завршница, знаеш каква е лигата. И Милан и Јувентус во тоа време реално беа доста доминантни. Ајде Интер стигна сега до финале Лига шампиона претпрошната година кога и да беше, меѓутоа италијаните се далеку и на клубско ниво во европските надпреварувања. Треба да се смени некој начин во самото надпреварување затоа што серија, кога гледаш серија, мислам дека се игра многу досаден фудбал во смисол секој контакт се свири. Секој контакт и темпото на игра не е како во Англија, не е како во Шпанија и кога ќе дојдат утакмици против такви екипи, видлива е разликата. Не видено како не може да го уочи тој проблем. Доста кратење на игра има и од судиите и вар прегледување и све. Тука мислам дека највише стагнираат. Најискрено темпото им е доста пониско ниво од Англија, од Шпанија, па не знам и од Франција, Германија да не кажам. Види, од друга страна пак благодарение на една ваква Италија, ние успеавме да стигнеме до едно европско првенство, така. На патот ни застана, па видовме Александар Трајковски каков гол им даде и ги замолкна италијаните. Но после тие 2021 некако и ние стагнираме во фудбалот, иако сега нели се случија некои реформи, па во цела оваа математика кај сме ние? Видете, го немаме Горан Пандев. Значи, Македонија многу зависеше од Горан Пандев. Не е само на теренот да не правиме мојот, но и надвор од теренот. Човек кој што може да околу себе да собере луѓе кои ќе гинат за репрезентација, како што е сега Меси во Аргентина. Они играат и за Аргентина, играат и за Меси. Човек кој што кога ќе искочи на терен, цела тежина е на него. Играчите знаат дека не се они во преден план, дека го имаат него и сите околу него играат многу подобро. Немаме во лицето на Елмас, не можеме уште да го најдеме Пандев. Дечкото е страшен, Елмас е фантастичен играч. Се надевам ќе најде клуб кај што ќе фати континуитет и со самото тоа ќе принудам се доста за репрезентацијата. Се надевам на подобри времења и да бидеме повторно блиску да се радуваме за некој европско или светско првенство. Некако впечатокот е во сите наши спортови, некако оние од што очекуваме се подоцна доаѓаат, им треба многу години за да станат лидери и на крајот се губат. Така и во ракометот, и во кошарката, па и во фудбалот. Исто како што зборуваме за италијанците, ги нема веќе тие играчи, ги нема и кај нас, но мора да создаваме. Така, Пандев го нема на теренот, но е ветар в грб сега е во федерација. Тука е сето знаење да го пренесе. Исто така и во федерацијата се случија промени. Дуваат позитивни ветришта.
се надевам дека ќе се одрази со самото све почнува затоа што сум сега во младинскиот фудбал. Така. Све почнува во младинските, значи не треба да ги занимариме ни еден момент, зашто тие младински школи, тие младински надпреварувања, тие младински такмичења се најбитни. Од тука излегуваат првите чекори на децата за понатаму да биде, што се вика, сениор, за да може да даде резултат. Повторно ви кажувам, вдуваат некои позитивни ветришта, се надеваме дека ќе најдеме нов Пандев, ќе најдеме Ќе нов. ни треба полог период за тоа или Сигурно, знаете, играч не се создава преку ноќ. Ќе треба време. Факт е сега малце и репрезентацијата, еве има, ви кажам, и Трајковски се откажа и некои играчи што претходно беа за Пандев ајде од подо. И Стефан Ристовски, Ристовски, кои што беа реално носители, значители, Адеми многу значеа во репрезентацијата. Да бидеме реални. Порано го имавме Новевски, ги имавме Митревски, Седловски, кога играше Пандев, тука беа многу силни бевме. Многу силни бевме. Факт е дека ќе треба да ги ствараме, да надојдат, не треба да брзаме. Ние сме, знаете, како малце скептици. Времето мислам дека ќе докаже, ќе покаже. Има доста талентирани деца во Македонија. Доста добри играчи во секој град во Македонија, треба само да се работат, да се избрусат и да се надеваме дека ќе дадат подобри играчи кои ќе може да ја носат Македонија на европски, на светски првенства. Моментално си тренер во младинските погони на Вардар. Твоја е селекцијата 2010-та. Сега купот го освоивте во сезонава која што тазе заврши. Од каде ти мислам дали од секогаш си се гледал како тренер во младински фудбал и каква е сликата на нашиот младински фудбал од тоа што го гледаш на терен? Јас прошлата година ми беше последна играчка. Не прошлата, предпрошлата. И кога завршував, бев договорен зашто што играв за ФК Скопје, последна година ми беше, во истиот момент да ја тренирам и да ја водам младинската екипа во втора лига. Освоивме шампионска титула со младинците на Скопје и се промовира во Суперлигата. После таа сезона заминам во почетокот на оваа сезона заминав во Тиквеш. Значи помошен тренер бев во сениорскиот тим 4 месеци. Не идеа резултатите како што ги очекувавме, како што ги планиравме. Како што си даде Ѓорги Мојсов тренерот оставка, јас затоа што бев со него дојден, заминав. Во тој момент се отвори место во Вардар. Луѓето од управата на младинската школа ме контактира и така дојдов во Вардар, фактички, ама со генерација 2009. Со нив го освоив купот, а сега сум тренер на 2010. Младинскиот фудбал, повторно ви кажувам, затоа што сум сега тука и во Суперлигата, каде што е најдобра, нели, во тие категории. Има многу добри деца, многу добри играчи во секој клуб, во секој град. Значи, зборам и од Штип, и од Струмица, од Кавадарци, од Скопје, да не правам уове. Треба да се работи со тие деца и децата се сега малце подруги него ние како што бевме на времето. Треба малце поише да ги тераш, по-затворени се, поише со социјални мрежи, со такви работи. Треба поише работа, поише да се дадат самите себе си. Зашто со тренингот саат и пол 2 дневно не можеш ти да го постигнеш тоа. Треба малци самите да се дадат, ама има доста талентирани деца. Инфраструктурата ни е доста голем проблем. Покушава и Федерација да помогне клубовите да се решаваат некои проблеми во ход, затоа што инфраструктурата ни е најбитно. Кога ќе ти дадат терен, имаш 2 до 3 сата дневно да работиш, 2 тренинга да им направиш, да имаш услови, верувајте, многу е полесно и да го изработиш тој фудбалер, да го избрусиш, што се вика. Така. Рече различни се децата од времето кога ние растевме, ние трениравме фудбал. Што се толку различни? Слушаат? Наредби слушаат, почитуваат тренер? Во главном да, можеби на самиот терен, меѓутоа пребрзо им избегнува информацијата. Значи треба да си константно да им повторуваш некои работи. Проблеми со концентрација. Со концентрација и си тераат по свое. Видете, јас пак ја кажам, домашното воспитување на најбитните работи. Так. За све, не само за фудбалот, за било која работа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, има страшни таленти. Има деца кои што, ако се работат, ако се избрусат, дека се повеќе на социјални мрежи, дека поблиску им е све. Знаете како, фудбалов сумите дојдоа страшни. Играч на средно ниво е 30 до 40 милиона. И знаете, малце децава тие суми ги гледаат, тие клубови ги гледаат и малце родителите се исто страшен проблем, каде што мислат дека многу лесно се стигнува до некој клуб, многу лесно се стигнува до некоја сума на пари, кај што е тотално погрешно.
И тука е најголемиот проблем. А дека има деца и дека треба да се работат и дека може да се работи, може да се извадат таленти кои ќе бидат понатаму носители, тоа сум убеден. Джери, на самиот крај, колку е важно родителите да не глумат тренери и кога доаѓаат на надпревари да не им ствараат притисок и на тренерите и на самите фудбалери. Многу. А најглавниот проблем ние сега кога имавме лиценца за завршување, имавме луѓе дојдени кај што ги има на пример тие проблеми во Турција. Во Турција е решено самото станување на пример на родител да каже нешто, малиот е суспендиран на 2 надпревари. Значи од самиот клуб се свади од игра и една или два надпревари, не знам како. Па повторно стани ти од трибина. На твоето да му преш контрауслова. Така. Јас му кажувам трчај лево, оно трибина му вика трчај десно. Сум го имал јас тој проблем со некои деца и детето не е криво. Главата му е пуна. Ти го учиш нешто друго на тренинг, родител нешто друго му кажува дома. Си тера по свое. Треба да се тргнат. Треба да се тргнат. Што ти е пишано, како ќе се дадеш, тоа ќе ти дојде. Ти можеш колку сакаш да биде дете во моје да игра у Лацио, у Рома, у Реал Мадрид. Не може тоа така преку ноќ. Они им прават само многу лошо на децава што им го наметнуваат тој притисок. Пеп Гвардиола е еден од тренерите кој додека работел во младинските категории нема дозволено родител може да го остави детето пред стадион или кампот и не смее да присуствува. И така е 90% можеби во Шпанија, во сите академии. Треба и кај нас да е тоа така. Јас можам само се пофалам со нашата школа. Стварно од управата на младинската школа се дадени параметри од сам старт на првенството, на тренизите, родителот може да го донесе детето да го гледат тренингот, не сме никакво бунење, никакво зборување. Доколку сака да збори со тренер, треба прво да збори со луѓето од управата, па после со тренерот. Тренерот има одврзани раце, барем за сега не сме имале проблеми со родители до таа мера, затоа што така сме ги поставиле границите и дава резултат. Со самите освојување на трофеите и не имаме деца сега. Имаме дете кај што е многу блиску до Атлетико Мадрид, имаме дете кај што е многу блиску до Војводина од нашиве школи, така да се надеваме дека работиме правилно, ги насочуваме на прав пат, ама и родителите се тренати на страна и не му прават притисок на детето, барем на самиот терен сега. Што се случува дома и како, тоа не знае. Тоа си е друго, да. Джери, ти благодариме на гостувањето, убави одговори, исцрпни одговори, добар и фудбалски, меѓутоа и родителски муабет, доста убави совети може да слушнат сите оние што не гледаат и што не слушаат. Што го сакаат фудбалот, сакаат и своите деца да ги вложат нели во ова најважна споредна работа. Ние тука ќе ти се заблагодариме и останува здраве Боже да се видиме во некои нови изданија на емисиите, затоа што нели фудбалот секој ден носи нешто ново, животот секој ден носи нешто ново и верувам ќе имаме што да си кажеме. Се надевам, знам дека сум секогаш добро дојден гостин, така се гледаме во наредна прилика. Фала ви штеднаш. Джери, ти благодарам. Така, а ние остануваме и понатаму со Мундокаст, една од темите која што е можеби една од поизвикуваните на светското првенство, токму судењето, варот, одлуките, па решивме да поразговараме лично со фудбалски судија кој што е дел од македонските фудбалски судиски кругови и од него да побараме одговори. Следи разговор со Мартин Дувњак. Постојат 3 професии поврзани со фудбалот што најмногу ги интригираат навивачите. Фудбалер, фудбалски тренер и фудбалски судија. Денешниот соговорник на Мундокаст не е случајно избран затоа што од овие 3 досега има комплетирано 2. Поранешен фудбалер и сегашен фудбалски судија Мартин Дувњак. Мартин, фала ти прво што разговараш со нас во 10-то издание на Мундокаст и пред да загребеме малце овие мундијалски теми, како почна фудбалот и каде беше онаа линија од која што почна судиската кариера? Така, прво се заблагодарам за можноста да бидам дел од вашата емисија. Навистина ми е задоволство кога и да погледам спортски емисии кои што го тангираат спортот, особено фудбалот кој што ми е љубов од уште мали години. Фудбалот започна многу рано, уште на 7 годишна возраст негде во Вардар, во фудбалскиот клуб Вардар, каде што
ги истерав сите, да кажам, младенски школи до младинци и потоа продолжи во второлигашките клубови во државата. Значи Скопје, Локомотива од Карпош, Еромилк, Горно Лисиче, така што цел живот сум во фудбал и сега како фудбалски судија продолжувам со истото. Каде беше оној преломен момент да се одлучиш за фудбалски судија и што е потребно од квалификации, од обуки или сето она што треба да те направи спремен да судиш утакмица? Па моментот дојде кога престанав со професионална фудбалска кариера. За жал, како викаат оние што не успеале како фудбалери, како играчи. Така. Потоа доста често се желба да останат во фудбалот и во спортот. Така што ми се пројави можност да почнам како фудбалски судија. Искрено, повторно си во фудбалот, за човек што цел живот бил во спортот и во фудбалот, кој што ги разбира, да кажам, и стартовите и фудбалската игра, верувам дека е многу полесно се снајде како фудбалски судија. Така што ми се укаже како можност пред 3 години негде, од тогаш натака еве судам и ден денес. И е навистина предизвик како професија затоа што почнувајќи од надпреварите на најмладите генерации, ние 2017 па се до трета лига сениори, се сочуваш со секакви предизвици, секој надпревар е посебна приказна сама за себе, така што е навистина задоволство да се биде дел од фудбалската професија. Интересно што ги спомена овие третите лиги, затоа што за нив слови нели дека на теренот на одредени екипи Реал Мадрид не би победил. Жешки гостувања. Да, жешки гостувања. Веројатно тамо секој гостување е жешко, секој домашен терен си е посебна приказна. Колку е тешко на тие терени да си судија и да излезеш на крај и со домашни екипи, и со публика, и со стручни штабови? Па со целокупниот амбиент, како што спомна ти, постојат некои екипи што го дефинираат тоа како нашиот терен е овде, ни Реал Мадрид не добива. Меѓутоа сметам дека ако еден судија се изгради како авторитативна личност и како авторитативен судија и пред се успее успешно да ги менаџира, да го менаџира надпревара, да ги менаџира тимовите и се што доаѓа во еден 90 минутен надпревар, на крајот се снаоѓа со тој предизвик. Така. Она што сега ни е најгорлива тема, светското првенство, меѓутоа освен нели головите, убавината на надпреварите, стрелците, некако судењето се провлекува и низ групната фаза, и низ елиминациите. Пред да почнеме нели со конкретните прашања, како во глобала ти се чини судењето на ова светско првенство? Па во глобала впечатокот на многу луѓе е дека скоро на секој надпревар постои по некоја дискутабилна ситуација која што се коментира и некој општ впечаток дека се фаворизираат малку некои посериозни репрезентации. Сега тоа може да е субјективен начин на гледање на нештата, меѓутоа факт е дека постојат некои сомнителни ситуации кои што оставаат простор за дискусија. Тука е варот да помогне и да ги коригира некои судиски грешки. Сега сосема друга тема на дискусија е како се практикува варот, дали е корисен или не и во кои ситуации се потребува. Ако може да се надоврзам, лично сметам дека варот, например, како технологија изминативе години е тука како алатка да помогне на судиите да имаме по-фер судење и да се исправат тие некои грешки колосални кои што еден судија нема да ги види или можеби не сака да ги види. Меѓутоа, за мене е малку специфично некогаш критериумот на употреба на варот. Да речеме, малку сметам дека треба да се прецизира точно во кои ситуации и да се пременува исклучиво за судиски грешки кои што се видливи и објективни. Затоа што некако изминатиот период сме сведоци дека фудбалот се претвори во бесконтактен спорт. Значи, ако ги паметиме порано там матераци фудбалери кои што го дигале противникот 3 метра над земја. И на тоа кариери направија. Да, сега некако вар може да се активира и за обично згазнување на противнички играч, така што е придобивка во денешното судење, меѓутоа да се употребува според мене со стриктни правила и во ситуации кои што стварно е неопходен. Затоа што некако се обременува фудбалската игра, знаеме, имам по 9 минути продолжување на прво и второ полувреме, екипа која што ќе се израдува на погодок, па после 3 минути ќе се врати судијата да прегледа вар снимка, така што малку се наруши она убавина на фудбалската игра.
токму следното прашање ќе беше ова судија кога враќа од пред 2 минути, меѓутоа бидејќи ни го одговори во склоп на ова прашање, други две ситуации што некако не многу се зборуваше за нив, оној буквално, ајде така да кажеме, контакт со влакно од коса на Хрватска против Португалија и бришењето на црвениот картон на Балогун од Америка, каде што судија по гледање на ВАР го доделува, дали тука се руши и кредибилитетот на самиот ВАР, меѓутоа и се обесхрабруваат судиите. Да носат одлуки, да. Така. Па како што напоменат, според мене тие две ситуации може би беа највпечатливи на целото светско првенство. И колку и да сведочевме на некои добри интересни надпревари, мислам дека ќе останат трага на ова светско првенство во Америка. Особено за мене беше ситуацијата со Балогун, напаѓачот на Америка, која што по интервенција на ВАР судијата доделува црвен картон. Веќе сите знаеме што следува да паузира на следниот надпревар. Така. Меѓутоа, како што излези во јавност, потоа имавме за жал мешање на политиката во спортот, каде што Трамп реагира, иако потоа излезе со го негираше тоа дека не вршел директен притисок, меѓутоа дека влијал на некој начин да погледнат уште на таа ситуација. Меѓутоа, тука и многу експерти тоа го коментираа, малку представува проблеми и не е фер кон Белгија, да речеме, последниот противник на Америка, затоа што тие се спремале за една тактика без Балогун како напаѓач. На само ден пред надпреварот го враќаат Балогун да може да игра, така што на некој начин се нарушува кредибилитетот на судијата и на ВАР системот кој што во прв случај го повикува судијата да додели црвен картон за таа ситуација. Го спомена и надпреварот на Хрватска, кој што разви многу дилеми и дискусии, дали тука имаше контакт со глава на Матановиќ, мислам дека беше фудбалер. Од снимките се гледаше дека како скоро и да не ја добира топката, меѓутоа со новите технологии денеска, нели, чипот вграден во фудбалската топка, наводно имало контакт во тој момент, така што дискутабилни ситуации кои што оставија печат на ова светско првенство и кои што сметам дека не би требале да се повторуваат во иднина на некои други првенства и еве како судија, некој што е најдиректно засегнат од овие работи, кој е идеалниот рецепт за утре да не разговараме за вакви работи, туку само за резултатите и за убавината на некој надпревар? Па како што спомна и ти, мислам дека ако веќе е воведен варот со стриктни правила кога треба да се променува и во кои ситуации, доколку судијата досуди црвен картон, да речеме, или поништи гол или некоја клучна ситуација, треба да се остане на таа одлука и да нема никаков простор за сомнеш или да отвори шпекулации за некакво влијание или за фаворизирање на некоја екипа, кога веќе се воведува како алатка да олесни фудбалската игра и фудбалското судење, да донесе поголема правда на надпреварите, да речеме за некои грешки на судиите кои што не ги виделе или не можеле да ги видат, би требало да се полага доверба во тој систем и да се остави да функционира како што е. Така. На самиот крај, веќе еден финалист имаме, тоа е Шпанија. Во моментот кога го водиме овој разговор, се уште не се знае кој е вториот, дали Аргентина или Англија. Би се осмелил ли да даеш предвидување кој ќе биде вториот финалист и кој можеби ќе подигне титулата? Па ќе следиме интересно второ полуфинале помеѓу Англија и Аргентина, или ќе се повтори претходното европско првенство кога Шпанија и Англија играа финале, така, или пак ќе се сретнат европскиот и светскиот шампион, Шпанија и Аргентина. Така што мислам дека вечерашниот дуелот помеѓу Аргентина и Англија ќе биде доста изедначен. И очекувам некако искрено потано најавам дека Меси ќе се најде во финалето како една круна на неговата кариера, иако англичаните 66 години чекаат да се врати дома трофеот. Меѓутоа, очекувам Аргентина да биде дел од финалето и да следиме еден исклучително интересен надпревар со Шпанија. На самиот крај, бидејќи ја спомна Аргентина, а многу се коментира и по социјални мрежи, се пишуваат петиции веќе, некој имаш ли чувство дека Аргентина е подпомогната? Тоа е впечатокот на голем дел од јавности, коментарите кои што ги следам, дека како да се помага и се на некој начин фаворизира Аргентина како прошли светски шампион. Може би и ради кариерата на Меси која што е веќе во некоја завршна фаза. Имаше некои ситуации, спорни одлуки како на Египет, каде што некои луѓе сметаа дека не е досуден пенал. Меѓутоа, генерално Аргентина е сепак репрезентација која што заслужува да биде во самиот
креми во самиот финиш на светските првенства, така што ќе видиме на крајот што ќе донесе финалот. Така. Мартин, фала ти за разговорот. Фала и на вас ти за што ни можност. пружи ваква една перспектива да ги согледаме работите. Ние остануваме тука како поддршка на сите луѓе вклучени во македонскиот спорт и ти благодариме и тебе за убавите зборови и поддршката. Фала ви. И се надеваме дека ќе имаме можност да коментираме вака и други големи надпреварувања. Фала ви, јас ви посакувам уште многу успешни емисии и да ги продолжите да ги тангирате овие теми фудбал, спорт и многу успех понатаму. Така. Мундокаст и овој пат не разочара, останете со нас до самото светско првенство и во епизодите кои што преостануваат до крајот ќе имаме доста интересни гости кои што ќе имаат што да кажат. Играат убав разговор со Джери и за младинскиот фудбал и советите што ги дава и знаењето што им го пренесува на најмладите. Навистина е убаво да се слушне од еден човек кој знаеме претходно колку се има вложено во фудбалот и има што да се научи од него. Апсолутно. И според размислувањата, веруваме дека ќе произведе таленти од кои што македонскиот фудбал во глобала ќе има голема корист. И добро е дава ветар во грб за во иднина, вели нели позитивни ветришта Така. има во младинскиот фудбал, а ние вообичаено имаме и наша рубрика во која сме чести гости кај младинските школи, така и во оваа епизода, во оваа емисија гостувавме кај Villarreal Masters Академија или една од широката распространета мрежа на шпанскиот прволигаш Villarreal, кој брои 22 земји ширум Европа, Америка, Индија, Австралија, па и кај нас. По целосен мониторинг и програма од официјалниот Villarreal, таква и нашата академија тука, Villarreal Masters Academy. Мундокаст денеска на едно супер интересно место, на еден фудбалски терен, каде што својата мрежа ширум светот на 20 земји, Villarreal, официјалниот Ла Лига клуб, одлучи да дојде и во Македонија, каде ако не во метрополата. Тука сме со еден од тренерите во Villarreal Masters Академија, така се нарекува оваа мрежа во Скопје. Така тренерот Тони ќе ни објасни повеќе кога Villarreal реши да својата визија, мисија да ја расшири тука кај нас и колку од ваше искуство сте задоволни до сега. Добро вечер, баш ми е често посетувате вакви и форсирате вакви емисии фудбалски што и нашата цел на Villarreal е од мали нозе да се запознаеме, да пораснеме како видите од мали како шпански со притисок новинарски, да се учат, да зборат, да се доврземе до клубот или академијата Villarreal Masters Скопје веќе 8 месеци и сум презадоволен како работиме. Газдите морам да ги пофалам, нивната визија како потекнува и како дојде до нив, тоа е нешто ново во Македонија и јас зборам ширум, имам доста познанство дека од тука мислам дека ќе смениме мислењето на многу клубови, па и широм Балканот, ова ние што го работиме. Па верувам дека и ова е прв ваков меѓународен проект кај нас, бидејќи немам слушнато досега некој таков голем клуб да дојде со својата мрежа и мисија и да одлучи да ги учи нели на фудбал нашите деца тука. Па како е дојдено до таа идеја? Таа идеја е многу едноставна, пошто гледате на светско првенство Шпанија колку све што не остои во фудбалска, па и во други спортови, така да Villarreal потекнува од Шпанија. Доста позната школа, доста ширум, можеби најголема школа и академија ширум светот Villarreal постои. Не е тоа спонтано, него има цел. Дојдено од таа идеја што имаме во Македонија таленти, знаеме сите, не препознаваат се Македонија, ама некако не после тие некои сензитивни фази години 14-15, некако не испливаме, дали не се работи. Верувам јас, веруваат и собствениците, дека со оваа работа, јас верувам цврсто во Villarreal и она што го работиме, дека преку Villarreal академијата и клубот, дека нешто ќе смениме и многу повише талентот ќе дојде, максимумот на децата што ќе работат ќе дојде до ширум светот.
кај што треба. Не само да станираме до таму некоја граница кај што треба, него ќе максимумот од децата ќе извлечеме. За да бидат овие деца едуцирани на тој шпански начин на играње фудбал, верувам дека и вие сте едуцирани по нивна програма, да речеме. Дали нивни програми се имплицираат тука? Така, точно. Доста состаноци имаме, веќе и познато дека дојде шпански тренер што е главен координатор низ целиот свет за Вилјареал. Секоја еднаш во неделата, среда, четврток, кога можеме, имаме предавање од нивните таму тренери и координатори, што е многу добро за нас како тренери, како школа, што мораме да се едуцираме и да видиме до кај се. Значи, отплика не е некоја голема разлика, али влагаат, да не кажам шпанците, во буквално во ситни работи, поготово кај малите, кај што мозокот ти се развива и знаат како треба да дојде до максимумот на детето на таа возраст, да дојдеме што треба да дадеме, да не мешаме. Имаме предавање, све е окей, мислам дека ќе идеме горе доста горна линија. Значи се е под мониторинг, се следи, имате посети. Кажи ми сега каков интересот кај нас, колку категории брои академијата, школата, колку дечиња тренираат фудбал тука? Вака, ова ќе ти кажам, јас се изненадив. Клуб или академија што би нарекол за 8 месеци, не цели 8 месеци, ние имаме над 100 деца. Отплика од 6-7 генерации имаме, 8 не вкупно, ама ги формираме и има доста интерес сега, поготово летова што гледаат фудбал, доста интерес има, доста членови. Буквално сум изненаден од позитивно како и радост и работата на тренер, работата на децата, презадоволно до сега. Сега за сега идеме стварно добро. Верувам го сакате шпанскиот фудбал, штом сте дел од оваа академија, верувам дека и следите светско првенство. Гледаме сите како игра Шпанија на ова светско првенство, па не би сгрешил ако кажам Шпанија е можеби вашиот фаворит, така? Па не грешиш. Не е чудо. Еве гледате вчера изиграа со Франција, сите Франција ги направија фаворит, дека индивидуално такви играчи како Ембапе, како Дембеле, како Осие, али видете која компактност на работа. Да не кажам ајде сега да не Шпанија 90 минути контрола имаше на цела утакмица. А не е ни чудо тоа, интелигенција, буквално секој сегмент, дали е со топка, без топка, дефанзива, офанзива, завршија точно колку што треба. И резултатот е, видовте и сами, дека 2-0, финале. Може ли да им парираат англичаните или аргентинците до тронот? Па види се, моја гледна точка, Англија дел малце дава повеќе процент дека фаворит за мене. Финале како финале, ај ќе дам на Шпанија, па сум за Шпанија дека го сакам фудбалот и ми дава дека Шпанија пак ќе го освои. Така, за крај уште кратко за школата. Може ли некое дете да видиме наскоро во академијата на Вилјареал во Шпанија? Да, веќе 2 деца пративме, беа скаути тука си ги гледа, си скаутира и ние имаме обврска 2 пати во годината да ги праќаме да ги гледаат таму, така да мојата цел и нашата цел е таму да ги гледаме. Ја веќе ги гледам децата таму. Не некои повеќе деца преку академијата или преку клубот Вилјареал од Шпанија, ние да ги и продаваме, да ги направиме прво како што треба. Играчи, луѓе и така, нагоре да си. За крај, која би била вашата порака до дечињата, родителите и сите нели инволвирани во спортот фудбалот? За дечињата само работа, желба и да не се откажуваат. За родителите да ги остават децата да уживаат на терен сами и да си дадат од глава, да не бат притисок од родителите, само да уживаат во терен. Тони, ви благодарам, да не ви одземеме повеќе од времето, бидејќи младите таленти чекаат да се брусат. Фала ви многу, фала ви за гости. А Мундокас не може ако не ги праша и најмладите или оние таленти кои го обожаваат фудбалот и не можат без него. Еден таков имам тука до мене, може да ни се представите? Јас сум Дарко Јанков, имам 12 години и омилено ми е да играм фудбал. Одлично, Дарко, 12 години, кажи ми, од кога ти тренираш фудбал, еве и зошто го одбра фудбалот да биде твоја работа? Јас тренирам фудбал од 6 години и многу сакам фудбалот, бидејќи ме прави среќен и интересно ми е да го играм. Одлично. Колку си задоволен од тренинзите, од соработката со тренерот, со играчите?
Па, мене многу ми се свија овој клуб, зашто е многу поинаков од другите и многу дава шанси на другите за да станат подобри. Која позиција, Дарко, играш ти? Која ти е омилена позиција? По омилена позиција ми е средина. Во средина, значи делиш топки и им даваш на напаѓачите што може повеќе за да постигнат гол, така? Да. Или сакаш да постигнуваш и ти голов? Па, сега зависи, ако имам ја шанса, можем и ја да... Не пропушташ, пенали да не шутираш. Па да. Добро, слушам дека имаш искуство и во Шпанија, во истиот клуб, официјалниот што е во Ла Лига. Па како помина таму, може ли од искуството да ни го пренесеш знаењето што го доби таму? Па, знаењето беше многу неочекувано, зашто многу беше поинакво од тука кај нас и многу бев посреќен што отидов таму и што ми возможи шанса, многу сум заблагодарен од клуба. Научи многу? Па да, научив многу други ствари. Колку време се задржа таму? Па таму се задржав една недела. Работеше секојдневно тренинзи? Да, секојдневно. Тренинзи имав 2 тренинзи во тока на ден, попладне и утро. Кога се врати тука, примени нешто од тоа што научи, се почувствува разликата со твоите соиграчи тука? Да, многу се почувствува разликата и многу сум заблагодарен што отидов таму. Супер. Даре, за крај кажи ми, за кој клуб навиваш? Следиш ли светско првенство? И кој ти е фаворитот таму за освојување на трон? Бидејќи остана уште 2-3 екипи, 4 еве. Да. По мене омилен клуб за освои светско ми е Шпанија и Видовме Шпанија како ги победи французите. Сега ќе може ли Шпанија до тронот ако знаеме дека ќе игра со еден од Англија или Аргентина? Па не се знае, може да биде и нерешена и победа за Шпанија. Даре, кај се гледаш за 7-8 години од сега? За 7-8 години од сега се гледам како успешен фудбалер и да играм во некоја позната лига. Одлично, Даре, ќе ти посакаме успех, до тогаш само напорно тренирај, слушај ги тренерите и се надеваме дека еден ден ќе те снимиме од тој еден голем клуб во иднина каде би можел да заиграш. Со мене тука имам уште двајца млади фудбалери, многу надежни, многу вредни, па ќе видиме што ги натерало да играат фудбал, а не ракоме. Ајде да видиме до мене кој е, колку години има и која позиција игра. Јас се викам Мате, имам 10 години и играм десно напред. Одлично, Мате и... Јас сум Марко, имам 11 години и играм лево и десно напред. Ај сега вака кажете ми, зошто играш фудбал, а не кошарка или ракомет? Зашто фудбалот можам да сум милионер. Браво бе, сакаш ти преку фудбалот да дојдеш до многу пари? Да. Само ради тоа? Одлично, ајде да видиме друго мислење. Јас играм фудбал, а не друг спорт, бидејќи фудбалот мене ми е многу полесен и многу поинтересен. Одлично. Ајде да видиме милионерот, колку време игра фудбал, колку време тренираш тука? Од првиот тренинг кога се отвори академијата во Македонија, тука Вилјареал Мастерс. И што можеш вака да издвоиш, што највеќе ти исполнува кога доаѓаш на тренинг? Да се дружам и да тренирам. Кој ви е омилен играч? Ламин Јамал. Јамин Јамал. Мене најомилен играч моментално ми е Мајко Олисе. Добро, ќе ми кажеш ли сега дали прво дали следиш светско првенство и дали имаш омилена екипа или веќе испадна? Уште е во светско, да, следам и тоа е Шпанија. Тимот? Мислиш дека Шпанија може да го освои мундијалот? Може. Ако Добро. се трудат. Да не сакаш ти еден ден да заиграш во Шпанија можда? Да. Ајде да видиме твојот колега за кого е сега на светското првенство. Јас, моите испадна, ја бев за Франција, испадна против Шпанија. Кажи ми, од сега, за да речеме 10 години, каде се гледаш? Јас се гледам како професионален фудбалер, негде каде играм во Шпанија, негде каде таму. Во кој клуб? Ја би сакал да играм во Барселона, но не знам кај ќе играм. Битно е да се игра во некој голем клуб. Ајде да видиме и твојот колега кај би сакал да заигра. Јас сакам во Шпанија да изиграм некаде или во Франција. Во Франција сакам за Париз, а во Шпанија сакам за Вилјареал или Барселона. Добро.
За крај кажете ми, за да стигнете до еден таков голем клуб, што треба вие да правите до тогаш? Да се трудиме, да се храниме убаво и толку. Треба да се трудиме, да не се откажуваме, да јадеме здрава храна и да сме на тренинзи, да сме тука. Супер, истото ќе ви го посакам и јас, да се вложувате максимално колку што можете во фудбалот и еден ден да заиграте и за нашата репрезентација и за некој голем клуб во странство. 3-4. Браво! Две работи некако најмногу оставаат впечаток. Прво, дека стварно имаме таленти фудбалски ширум цела земја и убаво е што големите светски клубови посветуваат внимание и на нас тука. И друго, сите тренери кажуваат исто, остајте ги децата, стручните лица да работат со нив. Има зошто е некој тренер, а зошто е некој родител. Мислам дека тие зборови треба да стигнат до правото место, правото место се родителите. Треба да ги остават своите деца настрана, да ги остават на знаењето кое го пренесуваат тренерите и да остават децата сами да одлучуваат кој спорт го сакаат и каде се гледаат. Така. А ни останува само да го најавиме големото финале, како што впрочем еве и нашево лого е со аргентинскиот и со шпанскиот дрес, на крај така стварно испадна. Па Очекувам никад да гледам долг надпревар, продолженија, па на пенали да се решава подобриот, бидејќи од двете селекции сега, ако треба да издвојам што ги издвојува и кој дел ги прави посилни за освојувачи на овој мондијал, не би можел да кажам. да, од една страна е машинерија како Шпанија, од друга страна е репрезентација што го има Меси, што е светски шампион. Јас само очекувам, како што рече Джери, отворен и тотален фудбал и да биде едно финале на светско првенство како што заслужува најголемата светска фудбалска смотра. Така е, финале Шпанија-Аргентина во недела 21 часот. Меч за утеха се игра во сабота никац. Така. Англија, од 23 ако не се лажам. Франција од 23. Така. Останува ние да се одјавиме до наредната емисија, термин кој ќе го дознаете следејќи на 4tv.mk, 4news.mk, sportem.mk. Така, како и кај голем број од нашите телевизиски партнери од локалните и регионални телевизии, ги поздравуваме и партнерите од Демнет и Вистел кои што не емитуваат во живо. До тогаш пријатно.